Според евиденцијата на Агенцијата за вработување од Кочани, станува збор за 302 лица со средно образование, 201 лице со 4-годишно високо образование, како и 8 магистри. Лани по трите огласи обуката ја посетиле 7 лица во 5 фирми. Малиот број се должи на фактот што по првиот оглас програмата стана неатрактивна за невработените, откако работодавачите можеа, но не мораа да вработат 30% од практикантите за период од една година, како што тоа беше во почетокот. Годинава се очекува практиканство да се спроведува и во странските компании кои отворија своји фабрики во земјава. Со програмата годинава ќе бидат опфатени 319 лица во Македонија, за што се обезбедени средства во висина од 5,150 милиони денари. Младите се ангажираат за период од 3 месеци, при што им се исплаќаат по 6200 денари за лице месечно со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. Ова е една од трите објавени мерки за вработување со кои се опфатени вкупно 1670 невработени, а за што се издвоени 44 милиони 430 илјади денари. Обврска на работодавачот е да вработи најмалку 50% од вклучените лица во обуката и да не го намали бројот на вработените на неопределено време во рок од 6 месеци. Висината на паричната помош изнесува 5700 денари месечно, плюс надоместување на трошоците на работодавачот за менторство и обука. Покрај ова објавен е оглас за мерката обука за задоволување на побараните занимања на пазарот на труд. Огласот се однесува на 31 вештина, што е побарувана на пазарот на трудот, меѓу кои се аргонски заварувачи, дзидари, монтери на гипс и така натаму. Заинтересираните може да се пријават до 28 февруари годинава, а за да се одржи оваа обука треба да има најмалку 15 заинтересирани лица.